Изложбата на слики со наслов "Го сакам Охрид, ама го љубим и тето" на охриѓанецот Ѓоко Симјановски вчера свечено беше представена пред тетовската јавност. Во рамки на изложбата се представени 40 на слики со мотиви од тетовската и охридската архитектура и знаменитости, на кои авторот работел во изминативе 4 години. Истите се насликани во техниката сув пастел и совршено го доловуваат духот на Тетово и Охрид, а за тоа можеа да се уверат и посетителите кои дојдоа во голем број. Јас на тој начин сакав да направам една синтеза, на еден спој на два града кои што се на два рида, би рекол, едниот и другиот имаат кале. Инаку на изложбата се поместени 45 слики изработени во техника сув пастел. Сувиот пастел е познат по тоа што има прекрасен колорит. Јас едноставно се заљубив како аматер, би рекол, во таа техника и затоа и го сликам цело време и ние на друга техника не користам, туку само сувиот пастел. 14 се со мотиви од Тетово, а остатокот се од Охрид. Мотиви кои што верувам се препознатливи на сите што биле во Охрид, но и мотиви тетовски на кои што можеби тетовчани малку и подзаборавиле. Мојата мисија е едноставно она што било убаво, некогаш, да биде убаво за секогаш. И затоа се тоа што е изложено, мислам дека ќе им се допадне на посетителите. Преку сликите, авторот упатува порака и апел да се зачува од заборав македонската староградска архитектура. Па да ви кажам, мене ми е многу жал што поедини објекти на овие слики изложени не постојат, едноставно ги нема. На местото нивно, на истата локација, се направени нови градби кои што воопшто не ги содржат елементите на оние објекти што претходно биле таму. Денес владее, би рекол, анархија некаква во архитектурата и во градењето на објекти. Секој сака на одредена површина на оно што ќе го добие да направи што поголем број на станови без да ги задржи, да ја задржи автентичноста на поедини објекти кои што се одлика и слика на поедини подрачја. Например, позната е охридската архитектура. Не велам дека нема и убави примери. Има овдека неколку слики на кои што се реставрирани онака како што биле, но со нови материјали и на тој начин е продолжен духот, би рекол, на Охридската школа на архитектура. Јас се надевам дека и тетовчани ќе го направат истото, но за жал, колку што можев да прошетам, многу малку се е сочувано од она што беше порано. Авторот на изложбата Ѓоко Симјановски, иако по професија електроинженер, веќе во пензија, како што споделува пред нашата камера, жилбата за сликање го следи уште од детството. Значи од најрана младост, дека имав можда 6 или 7 години, а и од училиште не однесува на представа на цртаниот филм на Волт Дизни Петар Пан. Имаше еден прекрасен плакат за тој филм, Петар Пан во гро план што се вели, со неговите така шилести уши, со капата, со перцето горе. И јас тоа го нацртав и го прецртав не знам колку пат. Таа љубов ми се пренеси во средното училиште кога почна да цртам портретиот во времето 61-65-та, едно од најпопуларните актерки од тој период беше Сарита Монтиел. И тогаш почнав да го цртам неговиот лик, незиниот лик. И кај онаму каде што живее во интернат, немаше соба во која што не беше незиниот лик. И потоа направив пауза, се дури не завршив виша школа во Битола, потоа се вработив и некаде таму во 80-тите години, последно патување во Париз, купив пастелни бои, не знаев како се црта со нив и полека со љубопитно, со многу работа, дојдов до ова дереđe што се вели за да изложуваме пред оваа прекрасна тетовска публика. Симјановски, освен примарната професија и сликањето како хоби, се занимавал и со работа на радио и телевизија.